фирмите ќе плаќаат поголеми надоместоци од 1 јануари. Владата ќе го контролира пазарот. Русија се префрла на биткоин за трговија. Бајден и Трамп со различни божикни пораки. Половина од светското население на избори во 2024. Пешачењето е една од најдобрите активности за здравието. Вештачката интелигенција како Дедо Мраз, подароци за технолошките ентузијасти. Од 1 јануари 2025 година, фирмите во Македонија ќе се соочат со нови тарифи за користење на природните ресурси, кои предвидуваат зголемување на надоместоците до 100%. Измените, најавени од Министерството за енергетика, имаат за цел да воведат фер наплата и подобро управување со националните богатства. Според министерката Сања Божиновска, новите тарифи ќе обезбедат поголем приход за јавниот буџет и ќе придонесат за одржлив економски развој. Клучните промени вклучуваат двојно зголемување на надоместоците за металични минерали, како и значително поскапување за неметаличните суровини. Исклучок се енергетските ресурси, како јагленот, за да се избегне дополнителен раст на цените на електричната енергија. Министерството очекува приходите од концесиите, кои сега изнесуваат околу 10 милиони евра годишно, да се зголемат и да бидат насочени кон јавни услуги и економски развој. Пазарните инспектори извршуваат контроли заради утврдување на малопродажните цени на основните производи. Владата најави дека доколку трговците не ги намалат цените, пред нова година ќе воведе ограничување на маржите за основните прехранбени производи. Министерот за економија ги повика трговците на општествена одговорност, истакнувајќи дека неетичкото зголемување на цените е неприфатливо. Според владата, мерките се насочени кон заштита на животниот стандард на граѓаните и контрола на пазарот за време на празниците. Руските компании се почесто користат биткоин и други криптовалути за меѓународни плаќања, поради ограничувањата од западните санкции. Намалената достапност на трансакции преку кинеските банки ги принуди фирмите да се адаптираат кон алтернативни методи за трговија. Руската влада направи законски измени за легализирање на користењето криптовалути во надворешната трговија. Министерот за финансии Антон Силуанов најави дека биткоинот и другите дигитални валути ќе станат значаен дел од економските трансакции во експериментална рамка. Председателот на САД во заминување, Џо Бајден, во својата божикна порака ги повика американците да ги надминат поделбите и да се обединат. Во видео обраќање од Белата куќа, украсена за празниците, тој истакна дека е време за тивко размислување и за зајакнување на меѓусебната почит и љубов. Бајден нагласи дека, и покрај разликите, постојат многу повеќе работи кои ги обединуваат граѓаните на САД. Од друга страна, новоизбраниот председател Доналд Трамп сподели божикна честитка на својата социјална мрежа Truth Social, придружена со фотографија од него и сопругата Меланија. Покрај тоа, тој објави серија политички пораки, вклучувајќи поддршка за одредени номинации и критики кон политички опоненти, со што ја искористи празничната прилика за истакнување на своите политички ставови. Во 2024 година, повеќе од 40 земји ќе одржат избори, опфаќајќи околу 4 милиарди луѓе, што представува половина од светското население. Меѓу овие земји се САД, Индија, Обединетото кралство, Украина, Русија и членките на Европската унија. Овие избори ќе бидат клучни за одредување на политичките насоки во втората половина на деценијата. Според проценките на Обединетите нации, бројот на стогодишници значително се зголемува. Додека во 1970 година имало околу 27.000 стогодишници, денес тој број надминува 500.000 и се предвидува дека ќе достигне 3,5 милиони до 2050 година. Овој тренд укажува на значителен пораст на долговечноста на глобално ниво. Пешачењето е активност која има безброј бенефити за нашето здравје и благосостојба. Вистина е дека редовното пешачење го подобрува кардиоваскуларниот систем и помага во контролата на крвниот притисок и нивото на холестерол. Со редовно пешачење се намалува ризикот од срцеви болести, мозочен удар и дијабетес тип 2. Пешачењето, како физичка активност, е лесно за изведување и не бара посебни вештини, опрема или простор. Секој може да го започне, без разлика на возраст или физичка подготовка, и да ужива во благотворните ефекти што ги нуди. Вистина е дека пешачењето има и позитивни ефекти на менталното здравје. Секојдневните шетници помагаат во намалување на стресот, анксиозноста и депресијата.
Кога пешачиме, особено на отворено или во природа, телото ослободува ендорфини, хормони кои го подобруваат нашето расположение и создаваат чувство на задоволство и среќа. Пешачењето може да биде особено корисно за луѓето кои се подложни на стрес или имаат анксиозност, бидејќи тоа помага да се исчисти умот и да се ослободиме од негативните емоции. Не само што пешачењето ги подобрува физичките и психолошките аспекти на здравието, туку има позитивен ефект на коските и мускулите. Вистина е дека оваа активност го зајакнува мускулно-скелетниот систем, што е особено важно со текот на годините. Пешачењето е одличен начин за превенција на остеопороза и за зголемување на густината на коските. Исто така, оваа активност ја подобрува координацијата и балансот, што ги намалува шансите за падови, особено кај постарите луѓе. Вистина е дека пешачењето може да има големи придобивки за нашата енергија и издржливост. Кога редовно пешачиме, не само што го зајакнуваме срцето и белите дробови, туку и го зголемуваме капацитетот на нашето тело да издржи физички напор. Пешачењето, со својата умерена интензитетност, е активност која може да се изведува долго време без да се чувствуваме исцрпени или пренапрежени. Понатаму, со зголемување на физичката активност преку пешачење, се подобрува метаболизмот, што помага во регулирање на телесната тежина и намалување на ризикот од дебелина. Не треба да се занемари и социјалниот аспект на пешачењето. Вистина е дека шетањето може да биде и одличен начин за социјализирање и зајакнување на односите. Пешачењето со пријатели или семејство е не само физичка активност, туку и можност за споделување на квалитетно време и комуникација. Ова може да има позитивен ефект на нашето општествено и емоционално здравје, бидејќи насмевките, разговорите и заедничките моменти ја збогатуваат нашата благосостојба. На крајот, вистина е дека пешачењето не само што е корисно за физичкото здравје, туку и за менталната и емоционалната стабилност. Со редовни прошетки, без оглед на должината или местото, можеме значително да ги подобриме нашето здравје и квалитет на живот. Секој може да ја започне оваа активност без претерани подготовки и ќе забележи позитивни промени во своето тело и ум. Во 2024 година, вештачката интелигенција зазеде значајно место во нашите животи, со модели како ChatGPT, Gemini и Cloud. Во духот на празниците, IT Македонија ги праша ChatGPT и Gemini какви подароци би им донеле на своите читатели доколку беше Дедо Мраз. Gemini предложи практични подароци како техничка галантерија, картички за подароци во IT продавници, едукативни ресурси, забавни гаджети, гурманско кафе или чај, удобна облека со технолошка тематика и донации во добротворни цели. Од друга страна, ChatGPT понуди подароци насочени кон специфични групи, за програмерите, лиценци за ID со вештачка интелигенција, механички тастатури и доживотни претплати на платформи за учење, за геймерите, сетови за виртуелна реалност, прилагодливи гейминг глувчиња и Steam картички за подароци, за ентузијастите за сајбер безбедност, комплети за безбедност на мрежата, претплати за мониторирање на Dark Web и книги за трендови во сајбер безбедноста. Овие предлози од AI моделите покажуваат дека, иако се алгоритми, можат да понудат креативни и персонализирани идеи за подароци, прилагодени на интересите на технолошките ентузијасти. Фирмите ќе плаќаат поголеми надоместоци од 1 јануари. Владата ќе го контролира пазарот. Русија се префрла на биткоин за трговија. Бајден и Трамп со различни божикни пораки. Половина од светското население на избори во 2024. Пешачењето е една од најдобрите активности за здравието. Вештачката интелигенција како Дедо Мраз, подароци за технолошките ентузијасти.